Пожестоките реакции на јавноста. Ману конечно излезе од интелектуалниот карантин. Се огласи председателот Лупчо Коцарев, кој преку анализа на два математички модели од Велика Британија за присметка на вкупниот број заразени, споредувајќи ги со официјалниот број на потврдени случаи во Македонија, дојде до заклучок дека пикот на пандемијата кај нас ќе биде на почетокот на мај и ќе достигне 1100 инфицирани лица. Моделот според кој Ману го пресметува можниот број на заразени лица е создаден на Универзитетот Оксфорд. Истражувачката група која го има креирано моделот сугерираше дека пандемијата со COVID-19 започнала барем 1 месец пред првата пријавена смрт. Но колку моделите според кои се добиени резултатите ги покажуваат точните параметри, говорат и погрешните пресметки за смртноста во САД, која според овој модел требаше да достигне околу 20.000 починати. Дури откако јавноста и медиумите жестоко ги критикуваа овие модели, нивните креатори излегоа со извештај дека без драстични интервенции, повеќе од половина милион британци и повеќе од 2 милиони американци ќе починат од COVID-19. Академикот Коцарев вели дека Македонија е на добар пат, а неговите предвидувања се пооптимистични од оние на здравствените власти, кои рекоа дека бројот на заразени ќе достигне околу 2000 лица. Коцарев на крајот од излагањето сепак се огради од можната грешка. Сакам да подвлечам дека моделите, иако не се најточни, содржат предпоставки и апроксимации и градат можни сценарија. Сепак се можна алатка за разбирање на неизвестното и помагаат при донесување правилни одлуки, пишува Коцарев. Заклучно со денес, според официјалните информации, бројот на заразени од COVID-19 во Македонија изнесува 760 случаи. А според пресметките на Коцарев, за до почетокот на мај да бидат диагностицирани 1100 случаи, бројот во наредните 24 дена константно треба да се зголемува за 14 случаи на ден.